24 јуни 2026 дневник на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Топлотниот бран започна. Хидрометеоролозите најавуваат температури над 40 степени. Во петок попладне веќе се најавува и разладување со пороен дожд. Започнуваме со подготвените содржини. Денеска официјално општина Кавадарци потпиша договори за реализација на најдобрите проекти аплицирани од страна на ВО секторот. Меѓу нив и изградба на музеј на џоломарите во село Бегниште. Значи, општина Кавадарци, како и секоја тековна година, по делот на локалниот економски развој, како сектор, во програмата за 25 година има издвоено 2 милиона денара за поддршка на невладени организации и издруженија на територијата на општина Кавадарци, кои што имаат работни програми и се во интерес на поддршката на општината и развојот на поише сегменти во општина Кавадарци. Оперираме со бројка од 24 поднесени проекти, од 24 апликации, одобрени се 18 апликации, од вкупно 2 милиона денара како сума кој што општина Кавадарци буџет го има на располагање, сумата која што е одобрена е 1.920.000 денари. Верувам дека како сума, дека тековно за вашите активности, соодветно потребите и почетокот на работа како невладени организации и издруженија, ќе ве пратиме во делот на исплатата и дека проектите кои ќе ги имате и апликациите ќе се остварат во целост. Имаме подолгорочни соработки со организациите и некои веќе искуствено мислам дека повеќе години поред се подржуваме и во тој дел не се сомневаме дека ќе има успеси и во делот на културата, и во делот на спортот, на заштита на население, на уметноста и на сите други сегменти кои ќе ги има вфатено во овие 18 апликации. Денеска ќе подпишеме договорите. Од страна на општина Кавадарци ќе се бара нормално согласно законските прописи да сите действија и извршување понатамошни на невладените организации и издруженијата бидат транспарентни и бидат отчетни према општината. Нормално и ние како буџет отчетни према Советот, така да во тоа немам сомнеш. Согласно јавниот повик кој што се објави и кој што е во согласност со програмата за локален економски развој во нашата општина беше објавен јавниот оглас на кој што аплицира НВО, тоест невладените организации со своји проекти. Вкупно имавме 24 апликации. Од 24 апликации комисијата оцени дека 18 може да поминат во следниот круг, односно да добијат завршница и финансиска поддршка од страна на општината. Целиот процес е транспарентен. Резултатите и бодувањата се објавени на самата веб страница на општина Кавадарци. Вкупниот буџет со кој што располагаше секторот Лера оваа година за унапредување на НВО организациите беше 2 милиона денари. Овие 18 невладени организации меѓу себе ќе поделат 1.920.000 денари. Покриваме повеќе области со овој јавен повик, како што се унапредување на животна средина, заштита на културно богатство, напредување на локален економски развој. Најмногу средства, оваа година најмногу акцент ставивме на зачувување и унапредување на локалното културно богатство. Исто така има доста интересни проекти. Например, еве имаме иновација, тоа ново е. Оваа година ќе има хранилки за мачиња, кои што треба да бидат поставени на јавни површини, каде што ќе можат граѓаните да ги хранат уличните мачиња. Има голем број на проекти кои што верувам дека граѓаните ќе им бидат интересни и нормално секоја реализација ќе биде следена од страна на комисијата и се разбира објавува на нашата веб страна, како и на Facebook страницата на градначалникот. Еден од поинтересните проекти е за унапредување на културното богатство е музејот на џоломарите, кој што е во село Бегниште. Во поглед на унапредување на
културата и зачувување на културното богатство. Таму луѓето не само што ќе имаат можност и да ги видат џоломарите во живо, исто така ќе имаат можност и да ја разберат и научат и историјата на овој вид на традиција кој што го имаме во Кавадарци. Од Општина Кавадарци информираат дека во четврток 26 јуни со почеток од 5 до 7 часот ќе се спроведе првото авионско третирање против комарци за оваа година на територијата на Општина Кавадарци. Третирањето ќе го изврши фирмата ДВТ Аероклуб Скопје Чучар Сандево. Се известуваат сите граѓани како и пчелари дека во периодот на третирање и 3 до 4 часа потоа потребно е да ги затворат кошниците, сандаците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи пак прскањето ќе биде одложено за друг ден. Со третирањето ќе биде опфатено течението на реката Лудамара од село Марена, целото градско подрачје, село Ваташа па се до брана Моклиште. Се започна со редовна санација и прочистување на полски патишта. Денес се работеше на санација на патишта во село Ваташа, а во наредниот период ќе се опфатат и останатите околни села, информираат од Општина Кавадарци. Општина Кавадарци продолжува да реализира значајни проекти во руралните средини. Во изјава за КТВ, градоначалникот Митко Јанчев го презентира сработеното во село Дреново. Село Дреново во изминатиот период Општина Кавадарци има вложено над 4 милиона евра, зборам за првите 4 години. Тоа е комплетна реконструкција, проширување и изградба на локалниот пат кај што се одвојува од оригиналниот пат, поточно од Дреновската така наречена станица. По должина, значи се до самото село Дреново, комплетно се прошири, се направија канавки, пропусти за вода и се нанеси нов стој на асфалтна маса, така да е побезбеден пат, се направија банкини на самиот пат за заштита, еластични огради. Село Дреново во изминатиот период доби градинка. Село Дреново комплетно е реконструиран и интернатот и самото училиште во селото. Малтене во самото село веќе немаме улица која што не е поплочена и сега на барање на жителите на село Дреново се гради е во една, ајде речем, средна фаза на градба, дом заедно со спортска сала во самото село за нивните потреби. Целата на ова изградба со инвестиција од некаде над 30 милиона денари е да добиеме местната заедница во делот на село Дреново добија собствени простори, добијат простори кај што можат нивните тековни обврски да ги завршуваат. Меѓутоа и добиеме спортска сала, каде што и покрај самите ученици при наставата ќе ја користат, да можат и жителите во село Дреново рекреативно, макар некои и професионално, да ја користат салата през цела година. Исто така во село Дреново би споменал дека се изгради и фудбалско игралиште. Тука нема да застанеме, затоа што село Дреново има активен фудбалски тим кој што покажува добри резултати, добива финансиска поддршка и од природниот сектор, добива финансиска поддршка и од Општина Кавадарци и нивните услови мора да ги подобриме со тоа што би изградиле во наредната година собликувална на самото фудбалско игралиште и едно село кај што веќе кога имаме и фудбалски тим, може слободно да кажеме дека имаме голем број на население и голем број на деца кои што функционираат, живеат во Дреново и нормално ги развиваат сите активности и покрај образованието, меѓутоа и спортските активности. Вие сте со дневникот на КТВ, следуваат и останатите содржини. Владата пред граѓаните со почеток на кампања го презентираше сработеното за една година. Година на стабилизација, основа на идниот раст и развој, порача премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање. Оваа година беше година на напорна работа, на посветеност и на враќање на довербата, консолидирање на состојбите и стабилизација. Година во која секој од нас даде дел од себе за да го изгради новиот пат. Година во која свесни за огромните очекувања и досега многу пати изневерени надежи, ние се трудевме да направиме стабилизација која ќе поттикне развој, консолидација која ќе донесе раст. Затоа денес гледаме напред со увереност и со срце полно надеж. Времето
на секој еден од вас допрва доаѓа. Време кога ќе ги оживееме сите наши соништа, кога заедничката татковина на македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите останати, ќе се издигне посилна и посветла од кога било. Време кога твојот глас, твојот труд и твојата иднина ќе постојат како нераскинлив дел од нашата политичка и животна приказна и заложби. Оваа тешка година имаме резултати зад нас, кои се јасен показател дека стигнавме на солидна основа. Реализиравме или отпочнавме над 250 поголеми проекти. И она што денес сакам да го соопштаме дека за повеќе од 3 пати ќе се зголеми бројот на проекти за следната година. Веќе вклучуваме во 5-та па и 6-та брзина. И очекувам максималната посветеност во исполнување на програмата. Очекувам преку 400 проекти, мерки, чекори, реформи во наредниот период, кои ќе бидат насочени на раст и развој. Подобар стандард, поквалитетно образование, борба против корупција, инвестиции, реформи во здравството, големи проекти во инфраструктурата, реформи во даночната политика и справување со инфлацијски и предизвици на животниот стандард, проекти за млади, проекти за земјоделци, проекти за работници, проекти за купување на нов дом, возила, проекти кои ќе го донесат времето за кое сите се надеваме и длабоки промени кои ги заслужуваме. Една година влада на ВМРО-ДПМН понижени работници со најниски плати во Европа. Пресконференција на опозиционата СДСМ. За една година власт ВМРО-ДПМН влени знам ја претворија Македонија во земја на понижени работници, посиромашни граѓани и опасно задолжена држава. Поразителни се податоците на Евростат, работниците во Македонија денес се на дното на Европа, со најниски плати и најнизок животен стандард. Наместо горди работници имаме понижени луѓе кои со тешка мака ја преживуваат секоја недела. Над 70% од вработените живеат со плата под 500 евра. Средната класа исчезнува, а младите масовно заминуваат. Владата на ВМРО-ДПМН нема план, нема политика, нема решенија. Економијата оди надолу. СДСМ предложи зголемување на минималната плата, ВМРО-ДПМН го блокираше предлогот. СДСМ предложи раст на платите во приватниот сектор, ВМРО-ДПМН одби. За ВМРО-ДПМН почитувани работникот не постои. Додека функционерите на власт се гоштеваат со папаја и манго, работниците се оставени буквално сами на себе. Куповната моќ на граѓаните е срушена. Во последните 12 месеци цените растат, а платите стојат. Животот станува борба, и тоа борба не за подобра иднина, туку за еден оброк повеќе. Инфлацијата расте до над 40%, реалната куповна моќ падна за над 20%. И покрај економската катастрофа, владата создаде долг од речиси 8 милиарди евра за само една година. Без план, без контрола, без капитални инвестиции. Пари земени во 4 очи од приватни банки, без гаранции, без отчет. Македонија нема направен ваков долг ни во 35 години независност. Во меѓувреме, фирмите чекаат со месеци поврат на ДДВ, државата должи стотици милиони. Економијата е заглавена, стандардот е срушен, народот е понижен. Со оваа власт најлошото допрва доаѓа. Филипче да знае, никој нема да заборави дека тепачот Акиов по негов налог направи инцидент, порача денеска од владеачката ВМРО-ДПМН. Филипче да знае, никој нема да заборави дека тепачот Акиов по негов налог направи инцидент во Окочани. Колку и да се крие Венко Филипче, колку и да бега од одговорност и да не го повикува да си поднесе оставка советникот Тепач од Кочани, народот нема да заборави на ужасните сцени од Советот во Кочани. Додека цела Македонија се уште е трогната, Венко Филипче собира политички поени. Филипче мисли дека ако создаде дестабилизација во Кочани, ќе инкасира некој политички поен, но дебело се лаже. Тепачот Акиов е демаскиран. Сите знаат дека е човек од оерба на Заев и Филипче. Филипче ќе плати политичка цена за обидот за дестабилизација и манипулација на народот. Историски шамар за ВМРО-ДПМН од собствените сојузници во Европскиот парламент, порака од СДСМ на денешната пресконференција. Па СДСМ оценува дека денешното однесување на Европската народна партија ИПП, сестринската партија на ВМРО-ДПМН, е директен историски дипломатски пораз за Христијан Мицкоски и за неговата партија.
Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од нејзиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО-ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Всушност се досега што слушавме од нив беше дека преку оваа партија можат да влијаат и дека се фалеа дека навистина имаат добри односи и дека може да имаат влијание. Фактички да објасним, овај амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија, но и суштинско понижување за ВМРО-ДПМН, која се представува како бранител на македонскиот јазик. Наместо поддршка од своите европски пријатели, тие си добија дипломатска шлаканица, што го доведува во прашање влијанието на ВМРО-ДПМН во својата матична групација. Дополнително, загрижува што ИПП најави дека ќе го поднесе истиот амандман и на пленарна седница, што значи дека ова не е само изолиран инцидент, туку координиран став за кој што ВМРО-ДПМН и во кој што ВМРО-ДПМН или учествува, или дефинитивно молчи. Во исто време, би додала, извештајот на Европскиот парламент содржи клучни пораки што ја разоткриваат вистинската слика за неработењето на новата власт во однос на ЕУ интеграциите, односно има јасен повик за итен напредок во уставните измени и реформите поврзани со Европската унија и загрижено за назадување во борбата против корупцијата и за судската независност. Затоа СДСМ уште еднаш апелира до власта да прекине со политички манипулации дома и да престане со надворешна политика водена од дневно партиски калкулации. Дипломатијата не е театар за домашна употреба, а цената на ваквите авантури ја плаќа целата држава. Ова не е само пораз за Мицкоски и ВМРО-ДПМН, за жал, ова е нов аларм дека европскиот пат е сериозно загрозен со оваа власт. СДС лажат дека членовите на нашите сестрински партии од ДПП денес гласаа против, бидејќи јасно се гледа на фотографијата дека освен бугарите, другите гласаа за. Реагираа од ВМРО-ДПМН. Бугарите добија поддршка од социјалдемократите благодарение на СДС и нивните заложби да гласаат против Македонија. Наместо да ја поддржат борбата на ВМРО-ДПМН за достоинствено представување на државата во Европа, СДС се сити и сака да ја гледа Македонија во неуспех, стои меѓу другото во реакцијата на владеачката партија. Вистински ремонт го очекува ГРК Тиквеш за следната сезона. Од клубот досега си заминаа дури 11 ракометари, па ќе мора да се најдат соодветни и пред се квалитетни засилувања. Стручниот штаб и управата на градскиот ракометен клуб Тиквеш од Кавадарци ќе имаат полни раце работа, бидејќи ќе мора да го обноват речиси целиот играчки кадар. Според неофицијални информации, од клубот досега се заминаа дури 11 ракометари, па ќе мора да се најдат соодветни и квалитетни замени, бидејќи меѓу оние кои заминаа се и носителите на играта од минатата сезона. Десниот бек Ани Обина замина во францускиот Биер, а десното крило Евгени Темелковски ќе игра за грчкиот ПАОК од Солун, додека пикерот Кристијан Анастасовски се пресели во Вардар. Даниел Андоновски замина кај неговиот татко во прволигашот Младост Богданци. Средниот бек Славчо Шулески потпиша со новиот суперлигаш Еврофарм Пелистер 2, а нови клубови бараат и крилата Дарио Кофиловски и Јован Данески. Странците Игор Арсич, Игор Кривокапич и Спасој Гачевиќ исто така се замина од Кавадарци и бараат нови клубови. Ветеранот Борчо Соколов пак ја одигра последната сезона во неговата богата и долга играчка кариера. Тренерот Кристијан Грчевски останува да го води Кавадаречкиот клуб, а во клубот би требало да останат Мики Лазов, Димитар Коцев, Мартин Манасков, Никола Летич, Маријан Велков и по паузата поради повредата се враќа и капитенот Страхиња Симич. Од Богданци во Кавадарци се враќа голманот Благој Панов, а доправа ќе бидат познати имињата на новите ракометари кои би играле за Кавадаречкиот суперлигаш. Кавадарчани се пријавија и за валд карта за ЕХФ Европскиот куп и, ако ја добијат, ќе стартуваат како неносители во првото коло.
Под влијание на топла воздушна маса од југ, од утре до петок времето ќе биде многу топло. Дневната температура на секаде ќе биде над 30 степени, а наместа се очекува да надмине и 40 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе биде 9. Во петок попладне и во вечерните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи, а пат на температурата за неколку степени се очекуваат во деновите од викендот, кога ќе дува умерен до засилен северен ветер. Топло-ладно продолжува, значи по овој топлотен бран се очекува и кратко заладување. Тоа беше последна содржина во дневникот, имајте пријатна вечер.